Пик е повеќе од само електричен кодијак. Тој е подолг и им нуди на купувачите избор на распоред со 5 или 7 седишта со повеќе простор внатре. Поради камуфлажните етикети не може јасно да се види изгледот, но производителот нагласува дека Пик е носител на новиот дизајнерски јазик и е под влијание на концептот Vision 7S, само што ја крива играта на повисоко ниво. Неговата должина од скоро 4,9 метри, што е 11 сантиметри повеќе од кодијак, нуди многу простор во кабината и 890 литри во багажникот, а кога е во функција третиот ред седишта, тој паѓа на 300 литри. Поголемиот дел од интериерот на Пик ќе остане скриен до светската премиера, но се најавуваат некои нови технологии што досега не сме ги виделе кај претходните модели на Шкода, вклучувајќи поголем процент на рециклирани и одржливи материјали. Тука спаѓа новиот материјал Тектона, кој е алтернатива на кожата и ќе се нуди во црна или светло-сива боја наречена керамик. Пик има и најголем панорамски подвижен покрив на брендот досега. Основниот Пик 60 ќе нуди 204 коњски сили, опсек од над 460 км и максимална брзина од 160 км на час. Над ова е Пик 90 со 285 коњски сили и знаменосецот 90X со 300 коњски сили и погон на сите тркала и опсек од над 600 км. Тој забрзува до стотка за 6,7 секунди и достигнува максимална брзина од 180 км на час. Пик има батерии од 63 и 91 kWh. Поголемата има максимална брзина на полнење до 200 kW, што може да наполни од 10 до 80% за 28 минути. Во зависност од нивото на опремата, ќе бидат достапни карактеристики како што се ергономски седишта со функција за масажа, потпирачи за нозе и интегрирана апликација за велнес.